Партиските молци кои преживуваат во аналитичките ормани продолжуваат да ја нагризуваат македонската политичка таписерија. Толку добро се имаат адаптирано на климата, па не само што се имуни на нафталинот, туку се станати едно со него. Дали ова ви го ветија како награда затоа што му помогнавте на Груевски да добие азил и дали Мицковски исполнува ветување на Груевски кон вас? Не. Сигурен сте? 100%. Процентот на увереност е во рангот на точноста на политичките анализи на антидискриминаторот на Никола, сега избор на христијан за прв човек на ДИК. Но ваквите дилеми не треба да се отвараат, бидејќи проблематизирањето не само на интегритетот, туку и на професионалноста не се за на телевизија. Само да кажам, ова беше навреда за личноста моја дека не ги вршиме добро работи така натаму и да е така тоа не се кажува, не. Причината зошто тоа секогаш се премолчува се огледа и во фактот дека токму ваквите карактери се прифатливи за сите, па дури и за оние кои натаму упорно тврдат дека квалитетот е единствената единица мерка за функција. Објаснувањето за едногласното прифаќање на неговиот избор, зад кој безпоговорно застана и пратениците на СДСМ, само ја отвара големата, вистинската слика за политичката реалност. Вака луѓето кога гледаат телевизија може ќе се исплашат дека кој знае што се случува, а всушност тоа се заднината на тоа се политички игри. А дека на токму такви игри може да се очекува јавноста да биде сведок на првите наредни избори, говори и исклучителното познавање на духот на народот, за чие поведение и тоа баш на 27 април, актуелниот челник на ДИК имал мощне прецизни очекувања. Која е една маса од илјадници луѓе, ако се изреволтира, ако се радикализира, таа ќе направи нешто непромислен гест, односно ќе проба да влезе во собранието. Непромисленоста е и можеби единствениот вистински збор со кој се одликува македонската кадровска политика. Таа, како што и може да се предвиди, тоа без да се имаат какви било аналитички способности, има особен придонес за реализација на утврдените перспективи на државата. Младите бегаат уште повеќе од државата, наместо да се враќаат, бегаат од државата. И на крајот, кога свеста за општествената улога е на највисоко ниво. Значи треба да заврши ова што јас го нарекувам комедија, треба да се стави крај на овој циркус. На македонската комедија и на циркусот никогаш им нема крај. Дури ниту тогаш, кога воопшто не се смешни.